Непосредно под Тито Велес, Вардар ја прима реката Бабуна, која извира под Солунска глава и која до неодамна беше една од најбистрите реки. Сега, меѓутоа, повремено ја загадува титовелешката индустрија. Така збогатен го придружуваме Вардар и во оваа трета и последна емисија за него од нашава серија. Од тука до границата должината на Вардар изнесува 123 километри, а до Солунскиот залив, каде што се влива, уште 110 километри. Така што вкупната должина на Вардар од изворот до Солунскиот залив изнесува 410 километри. Пловноста на Вардар понекогаш ја користел и патописецот Хан, кој инаку бил австријски конзул во Грција и по препорака на Царската академија пропатувал по Македонија во 1865 година. Отидовме на брегот на реката, вели тој, за да го видиме со своите очи чамецот за нашето пловење. Тој беше поголем и попростран од што мислев. Го пазаривме за 10 грошеви дневно, а корабџиите ги пофалија дека се највешти вардарски корабџии. Вардар смирено тече надолу, но само до пред едно село, каде што градежниците на Гранит скоро цела година работат на изградбата на најголемиот мост на Вардар, кој ќе ја поврзе магистралата кон Грција со прекинатиот дел од патот пред Титовелес. За тоа ни говореше младиот инженер Данчо Георгиев, под чие стручно раководство се одвива изградбата. Овој мост влегува во склоп на новата делница Башино село, река Бабуна, се наоѓа на 8 км под Титов Велес и на река Вардар. Воедно ја премостува реката Вардар, железничката пруга и делот од самата долина на речното корито. Мостот ќе биде долг околу 330 метра, воедно и најдолг мост досега на река Вардар. Мостот не само што е природно како мост, што поврзува, што надмостува река и поврзува дел од патот, него воедно тоа е и природна сообраќајница, мислејќи на ја поврзува Источна Македонија со дел од Јужна и цела Западна Македонија. Малку подолу забележавме село, но од кое не чуреа оджаците и по ништо не даваше знаци на живот. Тоа е Кочилари, село кое делува морничаво, како да поминала низ него тешка катаклизма. Улиците пусти, а куќите скоро сите полуразурнати. Селото станало царство на чавките по иселувањето на целокупното население од турска народност. По некој новодојден, како да сака да му внесе живост, но тоа тешко оди, бидејќи нема струја и се е запустено, а и земја за обработка има сосема малку, само еден тесен појас крај Вардар. Од левата страна на Вардар малку подолу и друго село, Ногаевци. Тука, како и пред претходното село, Вардар тече тромо и токму тоа придонесло да се создадат пространи плантажи од канадска топола. А оваа топола расте мошне брзо. Погодниот мочурлив терен крај Кочилари, Ногаевци и подолу се до Градско овозможил да се создаде порано непозната индустрија, за која се вложени значајни инвестиции и од која се очекува многу. А делува и како погоден декор во оваа природно осиромашена околина, спржена и без пошуменост и вегетација. Единствено врбјаците по должината на Вардар делуваат како оаза со бујно зеленило. Овој декор, за жал, уште го немаше кога патувавме по реката. Ногаевци, за разлика од претходното село, е живо. Има и земјоделска задруга. Луѓето често се во Градско, кое е близу и каде што децата идат во училиште. Порано на Вардар и тука немало мост, па луѓето ги превезува ѓоре здравев со сплавот, и нив и добитокот. Ги превезувал на радост на селаните. Армијата и тука изградила мост и отпадна сплаварењето. Ја од 64-та бев дека корабџија за село да служи стопанство. И возе тука народ на ден под 100 души, под 200 него пат, сватови, коњи, возе и коработ ми се испуши еднаш.
И после случай едно дете си дојде од Велес околу 6 саат од кораб беше на ваа страна. И ја дојдов дека гледам коработ на ваа страна. И од тука не ме пушаа да поминам на ваа страна. Дето му може да се врате назад, тој другарите си доа у стопанство. Да сакаат помоќ. Арам го тад раздоа ја со блеко помина врдара. Мраз. Имаше до крајот от 3-4 метра. Сениини злата имаше. Големи. И ми прекоја били ноизде. Местно, чест крв. И кога помина васар и гајци и собу, таа срамота може да. И собу гајци за васар и замрзнаа тука. И дето го зема ја на таа сар до среде буткаме со дето у воата, многу студено беше ладно. Кога испадна таа сар на утрото, прстите ми се глупи на кожинките и на ноите и на раците. И еднаш, околу 9 саат, еднаш со еден конј дојдов дека на Вардар. Боата голем многу беше, превише. И ја му викам, но може да поменам, вика, помни, му леше беше доцна. И ја видим, го претера коработ на ваа страна. Го претера коработ и кога навака голема воата, може да го командувам коработ, ми заврти со главата надол коработ. И тада го изправиме тука, баѓи мака видо. Од там до среде кораб и една врба голема право на коработ да удара. И ја му дадох малку усек и врбата поминаме. Там поминаме врбата и закачи она на крајот на опашката. Ми закачи на сајл, на опашката. Кога градеше војската мостот, кога го изградија се спасиме народ, цел народ. Ишо се странци, кола, кај нас немаше да дојде никој, ни камион, ни кола, ни на кораб, то работеме само. Друго нищо немаше. А сега, кога се направи мостот, били четвор сам бар, то ослободиме од се. Вардар бил богат со риба. Тоа е минато, бидејќи станува се посиромашен во тој поглед, најмногу поради несовесното ловење, а и поради загаденоста што ја донесе со себе индустријата. Еден 80-годишен старец од Ногаевци ни говореше за рибното богатство на Вардар некогаш. По Вардарот имаше многу некое време риба. Сега се иструели како се позагуби. А тога е ваќале риби, крапови, сомови, по 10, по 12 кила парче било секој едно. Ги фаќа со пезивол, викаме ние, серкмели да речиме. Сега у ова време нема такво ваќање, се загуби, кој знае чудно ние кај отие таа риба. Особено тоа крап, многу ретко сега не су видел никаков крап. Запатките, како ги имаше многу, и ловачи имаше доста од Росоман, од Виничани овде, и од Водоврати, ќе наредат поред Вардара едно метерис, викаме ние, со трави, со волавци, и ќе наврзе шатките покрај крајот на Вардар, и дивите шатки ќе нападнат на врспитомите, и ловачите со пушката, уште не е изборавени, право на дивите ќе му удре пушката 5-6 наеднаш ќе убие. Па други ловачи погоре, па и тие така чекаат. Тоа е Вардар, наредено беше метери едно чудо што ловеа шатки. Одејќи потекот на Вардар го забележавме изголемувањето на реката поради вливањето на брегалница во неа.
Само на неколку километри под Градско е Стоби. Стоби кој го посетивме за час. Стоби е стара грчко-римска населба, трговски град со некогаш 40.000 жители. И денес се зачувани повеќе објекти како театарот, бањите и влезот во градот, а од ситните пронајдоци е формиран музеј. Терените уште се раскопуваат, се пребира по нив, се бара во подземјето нови работи. Постојано се наоѓаат. Кустосот на музејот, водејќи низ кругот, ни рече за историјата на овој град. Стоби е стар римски град, кој што е бил за тоа време 40.000 становника. Овде кај што гледаме оваа карта, тоа е покажува кај што патот минавал преку Стоби, Прилеп, Битола, Охрид, Драч, Дубровник од запад. А другиот пат кај што одел патот за исток, брег Штип, Естибол, па за Софија. Третиот пат кој што одел за Неготино, Демир Капија, доле до Солун. Напуштајќи го Стоби, го забележавме вливањето во Вардар на Црна река, една од најголемите негови притоки, а од другата страна е вливот на Брегалница. Но за нив повеќе во нашите наредни емисии од оваа серија. Примајќи го овие притоки, Вардар ја добива својата величенственост. Таа е шеста река во Југославија, токму поради бујноста што ја понесува од тука. Реката Бошарица, десна притока на Вардар, иде за да го потврди реченото и да ја дополни пред влезот во Демиркаписката клисура за да биде уште подостоинствена. Вардар од Шар планина до Солунскиот залив тече низ 6 клисури: Дервенска, Таорска, Титовелешка, Демиркаписка, Смоквичка и Циганската клисура во Грција. Од сите најубава Демиркаписката клисура, иако изнесува само 21 километар. Стрмините скоро вертикално се дигаат до 1000 метри, делуваат како да се управени кон небото. Оваа клисура, која во превод значи железна врата, одиграла значајна улога во историјата. Во времето кога цутела трговијата Солун-Велес, салџиите, трговците на кожа, дрво и жито, биле во најголема неизвестност при поминувањето на клисурата. Сите патописци ја изнесуваат таа неизина улога. И денес на врвот од варовничките карпи постои тврдина, Кале, кое во дамнешната историја служило за одбрана. Преку него се бранел овој теснец. За тоа ни раскажа директорот на осмолетката во Демиркапија, историчарот Никола Николовски. Другари по ова е тврđавата на Срес, Добримир Срес и Христ. Во втората половина на 10 век и почетокот на 11 век, они имале, се одвоиле самостојно од Византијско царство, го избрале ова место токму поради тоа што овака има природна препрека за да можат подолго време да останат како самостојни господари. Да речеме од запад защитувала реката Вардар, природна препрека, од југ защитувала убавата клисура, тоа е ова Челевечката клисура, према север имале долго до Радовиш пасиште за чување на својата стока. Они, за да можат да обстанат, си направиле убави тврдини, така одма преко нас, таму има 3 тврđави, калињата добро укрепени. Одма кај слабите места до Вардар имале други препреки, така да долго време се задржале самостојно да владеат на ова место. Познато е и тоа во историјата дека византијскиот император Василije ги нападнал од една страна, од југ по долината на Вардар дошол до реката, а они се спротивставиле со овие празни бурења намачкани со горлива смеса,
смола, ги запалиле и од клисурата ги пуштале доле. А византијците од тоа се јако исплашиле, верувајќи дека тоа се духови, и се повратили назад, така да они понатаму останале самостојни, непокорни од византијците. Но овие карпите кај што поминавме, правеле гозби, веселби, така да особено Добромир имал желба да оние кои ќе ги казните и робови, ги пуштал од високото у Вардар. И му вика, пази да не се натопи кожувчите. Да обично носиле така кожувчиња и доле, а роднините и нуини ги фаќале доле и ги погребувале таму на нив. Многу војни се воделе тука за овој величествен погоден премин за кон север. Во 1916 година Вилхелмовите војски оставиле надпис на тунелот кој го изградиле, а до него над самиот Вардар се изградени уште 2 тунели. Кога реката влегува во клисурата, се смирува и тука е најдлабока. Тоа го покажува и водомерната станица. Во длабините лежи комплетна железничка локомотива од Втората светска војна. Во Карпите постои скоро незабележлив отвор, а под него е пештера. Разбравме дека е тоа најдолга пештера во Македонија, а се вика Бела вода. Должината изнесува 1200 метра. Не обилува со пештерски накити како другите наши пештери, бидејќи е млада, но кога напролет потечува вода низ неа и на крајот се создава езеро, тогаш станува атрактивна и привлечна. Од тука Вардар излегува смирено и величенствено тече низ Валандовско поле. Но пред тоа поминува по селото Градец, кое останува како заробено од едната страна од реката, а од другата од дивите ридови. Селото живее во суводолица и над него како да го прекрил огромен мост од меѓународниот автопат што води кон Солун. Па сепак останало тука да живее со векови. Патописецот Хан бил одушевен од вештината на правењето сплавови од жителите на ова село, кое им било единствено занимање. Се качевме во чамецот Вели Хан во присуство на многу луѓе. Ние, патниците, двајца кавази и двајца корабџии. Разбрав дека обајцата биле од Градец, место каде што се прават сплавовите, и тоа ми вли голема сигурност. И денес, како да не се откажуваат градечани од традицијата,
На брегот на Вардар стои врзан селски чамец со кој секој може да се префрли на другата страна од реката. Тука е и позапазен битот, обичаите, носиите, а секоја вечер се вевеат ора и се пеат песни.
И во Гевгелиското поле Вардар тече мирно. Одевме крај него до границата кај Гевгелија. Поминавме низ пространите плантажни лозја, кои не следе од Титов Велес до тука. Спржените пространства се облагородени, особено кога лозјата разлистаат и оттежнат од плод. А ние бевме кога лозата се режеше. Крај Слободолицата што наесен носи се пред себе, поредени се на кратко растојание бункери кои како да подсетуваат дека е тука близу границата. Останале како неми сведоци на едно немирно време. Граничниот столб, граница, се разделивме од Вардар и го испративме со поглед стражарот кај граничната меѓа, крај Вардар кој продолжи тивко кон вливот во Егејското море, каде прави голема делта во Солунскиот залив и каде го губи и своето име и своето значење.